Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Кочанските средни училишта ги отворија вратите за упис на нови ученици. На првиот ден од првото пријавување од јунскиот уписен рок, менеджерските тимови на училиштата во главно задоволни од бројот на пријавени деветооделенци. Годинава во Кочани има околу 320 завршени деветооделенци. На првиот ден од првото пријавување во јунскиот уписен рок, директорите и наставниот кадар во двете средни училишта во главно задоволни од одзивот. И во двете средни училишта до пладневните часови се пријавија посличен број ученици, а мерките за заштита од коронавирусот беа запазени и во двете училишта. Денес, 16 јуни 2020 година, стартуваат уписите во средните училишта во Република Македонија. Средното општинско училиште Љупчо Сантов Кочани ги следи насоките согласно објавениот конкурс од страна на Министерството за образование и наука, како и насоките за здравствена заштита и сите протоколи кои што ни беа како сугестија упатени од страна на надредените структури, односно државни органи. Така да до 12 часот се запишани денеска 30 ученици во гимназиската струка и 23 ученика во економски техничар, односно економско-правна и трговска струка. Очекуваме дека денешниот и утрешниот ден ќе донесат пријатни новости, каде што доволен број ќе запишеме ученици со кои што ќе формираме 8 паралелки. Само за подсетување на јавноста е тоа што имаме право да упишеме 136 ученика во економски техничар и 136 ученика во гимназиската струка. Во однос на мерките за предпазливост, досега е забележано дека учениците уредно доаѓаат со уредна документација, свидетелства од 6, 7, 8 и 9 оделение, извод од матична книга на родени и подполнета пријава. Ги спазуваме мерките на здравствена дистанца. Уписите се одвиваат од источната страна на училиштето, екипа за дежурство и стои екипа за дежурство, како и екипа составена од комисија професори кои што ги примаат документите за гимназиското образование. Од западна страна се примаат документите од страна на учениците кои што имаат желба да се запишат во економски техничар. Уписот тече релаксирано. Протоколите се запазени и во однос на учениците кои се запишуваат и во однос на ние како вработени овде, членовите на комисијата. Значи, запазено се внимава, секој носи маска, се држи растојание, дезинфекциони средства има на влезот на училиштето, така да непречено се одвива запишувањето на ученици. До 13 часот се пријавени од електрострука 63 ученика, машинска струка 9 ученика и сообраќајна струка 23 ученика. Очекуваме дека овој број пропорционално ќе се зголемува и во идниот период. До крајот на денот запишуваме ученици до 19 часот, исто така продолжува и утрешниот ден. Од 7 часот сабајле до 19 часот е вториот ден на запишување од првиот уписен рок. Во гимназијата и годинава има место за 272 ученици, распоредени во 8 паралелки, а во средното училиште Гошо Викентиев 442 ученици, распоредени во 10 паралелки. Деветооделенците за упис може да се пријавуваат и на 17 јуни. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 24 и 25 јуни, а вториот уписен рок на 30 јуни. Новина е тоа што годинава заради состојбата со COVID-19, учениците имаат можност да се пријавуваат од 7 до 19 часот. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободни места од првите 2 дена од уписот ќе бидат објавени на 18 јуни. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчин и странски јазик и 2 предмети што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари. Состојбата со епидемијата од коронавирусот не ја намалила динамиката на изградба на сообраќајната инфраструктура во источниот регион на државата.
Според најавите од Министерството за транспорт и врски, се очекува во текот на летото да почне да се користи делницата од Три чешми до Крупиште на новиот магистрален пат кон Кочани. И покрај кризната состојба предизвикана со епидемијата од COVID-19, градежната оператива што е ангажирана на изградбата на магистралните патни правци во источниот регион продолжува со реализација на проектите. Факт е дека има известно негативно влијание врз динамиката на градба, посебно со компаниите од странство што се ангажирани во градежните активности. Но од Министерството за транспорт и врски очекуваат планираните рокови за завршување на делниците да не бидат пробиени. Немам чувство дека е во моментов имаме пречки во таа работа. Напротив, гледам дека динамиката е стварно сериозна, прогресот на активности е сериозен, така да очекувам согласно роковите кои што ги имаат бидат исполнети. Поруваме сега кога гледаме од аспектот на корона. Инаку, знаете дека секој пат се појавуваат одредени проблеми во од кои што ние и како Министерство, како ЈПДП и другите јавни претпријатија ги решаваме. Двата поголеми инфраструктурни проекти во сообраќајното поврзување е изградбата на магистралните правци од Штип кон Радовиш и кон Кочани. Со оглед што патот кон Кочани се гради во две фази, првиот дел од Крупиште е веќе завршен и наскоро може да се стави во функција. Мислам дека спомнав дека за наредниот месец некаде треба да се отвори, така да не би шпекулирал со термин, меѓутоа согласно очекувањата кои што со ЈПДП ги имаме наредниот месец, низ текот на наредниот месец би требало делот на Штип Крупиште да биде пуштен. Новиот експресен пат од Штип до Кочани е со должина од околу 28 километри, а делницата до Крупиште што веќе е завршена и асфалтирана е долга околу 14 километри. За неја се инвестирани близу 20 милиони евра. Втората фаза од патот до Кочани ќе чини уште толку, а конкретните градежни активности на терен почнаа минатата година. За сега се уште трае пробивањето на трасата и изградбата на придружните објекти, како што се надпатници, пропусти за канали и мали мостови. Продолжува вандалското и криминално однесување на поединци во Кочани. Во водовод се украдени косилки и опрема за одржување на градското зеленило, а регистрирани се извадени капаци од улични шахти и нови оштетувања на реквизитите во детскиот парк на Драчевик. Од почетокот на овој месец, урбаната и комунална опрема често е на удар на насилниците. Вработените во работната единица паркови и зеленило на водовод биле непријатно изненадени пред пладнето кога бараката каде што ја чуваат работната опрема ја затекнале разбиена и испразнета. Констатирано е дека се украдени сите косилки и алатот за одржување на градското зеленило. Надлежните органи го истражуваат случајот. Исто така, пред пладнето граѓаните од повеќе улици во Кочани се соочиле со отворени капаци на шахтите, па службите од водовод интервенираа за да не дојде до несакани последици за учесниците во сообраќајот. Викендов на удар на неразумните поединци се најде и комуналната опрема на улицата Никола Вапцаров кај изградите кај Атом. Нов метален контейнер беше превратен на блиските скали, а еден од реквизитите во детскиот парк се најде преместен пред индивидуална куќа во непосредна близина. Од водовод рекоа дека е направена проценка на штетата од кражбата на алатот и станува збор за 135.000 денари. Тоа е штета направена од јавните пари, односно од парите на граѓаните. Во водовод веќе се организираат за да нема застои во одржувањето на зеленилото. Градоначалникот на Кочани Илиев при редовната обиколка на локациите каде што има инфраструктурни објекти констатира дека вандалското однесување на детското игралиште во населбата Драчевик продолжува. По 2 седмици откако беа отврдени првите оштетувања, вели Илиев, граѓаните не реагираа на јавните повици за совесно и одговорно однесување. Со ова не се прави штета само на жителите од населбата кои не стигнаа ниту да се израдуваат на се уште непуштеното во употреба детско игралиште. Вака се прави штета на сите граѓани, бидејќи игралиштата се градени со пари од граѓаните. Локалната самоуправа и понатаму ќе презема соодветни мерки за заштита, а упатен и повик до надлежните органи сериозно да пристапат кон деструктивното однесување на поединци. Присуството на вандализам во последниот период не е изолиран случај само во општина Кочани. За засилена штета на јавното добро се пожалиле и градоначалници од соседните општини, па и од целата држава. Изборите се спас за државата. 15 јуни е денот за одлука на граѓаните. Пресна општинската организација на СДСМ Кочани. СДСМ е носител на одговорна власт
и обврска ние да носиме одлуки во корист на вас, граѓаните. На Република Северна Македонија е потребно активно собрание и целосна, функционална политичка влада. Бидејќи поголема криза од оваа, нема да може да издржиме со техничка влада и без собрание. Изборите се спас за државата. На 15 јули е денот за одлука на граѓаните. За да не страда народот и да се овозможи на Мицковски и ДПМН на дело да ја покажат својата одговорност, го заклучивме 15 јули како конечен. Последен единствен датум на избори кој гарантира учество во опозицијата. Во ваква ситуација, изборниот ден ќе биде на 15 јули, среда, неработен ден за сите граѓани. 13 и 14 јули, односно понеделник и вторник, ќе бидат денови за гласање на болни изнемоштени лица, вклучително и граѓаните кои се позитивни на коронавирусот, дома или во болници. Сите што се во самоизолација и сите хронично болни граѓани. Молкот ќе настапи на крајот на денот на 12 во недела. СДСМ ќе води одговорна кампања, како што и доликува на државотворна и зрела политичка партија. Сите наши активности во следниот период ќе бидат организирани и спроведени согласно со мерките за заштита. СДСМ докажа и знае и умее да делува во интерес на граѓаните. Така ќе се однесуваме и во оваа кампања. Ги откажуваме митинзите, големите собери и сите потенцијално ризични настани, на сметка на други активности со кои ќе испратиме нашата порака. Но и ќе го заштитиме здравието на нашите активисти, членови и сограѓани. 32 крвни единици беа собрани на втората од трите планирани крводарителски акции, што во организација на полицијата се одржа во соработка со службите од трансфузиологија од Скопје. До крајот на годината ќе биде спроведена уште една редовна и евентуално уште една воредна крводарителска акција наменета за полициските службеници. Уште една успешна крводарителска акција во организација на Оделението за внатрешни работи Кочани, а во соработка со трансфузиологија од Скопје, беше реализирана во просториите на полициската станица. Полициските службеници уште еднаш ја покажаа својата хуманност, така што на акцијата беа дарувани задоволителни 32 единици крв. При тоа беа запазени сите мерки за заштита од COVID-19. Денеска успеавме по плану и програмата, имаме за реализација на спроведување на крводарителска акција и успеавме да ја спроведеме. За сега акцијата тече одлично, има спроведено негде дојдено и дарувано околу 26 колеги што се дарувале. До крајот мислам дека ќе надминеме бројката. Планираме негде околу 30 колеги што се имат пријавено за дарување на крв. После таа бројка што ја надминеме, али мислам дека доста од колегите се на терен и најдат време, доаѓаат, даруваат и се враќаат повторно на извршување на своите работни задачи. За сега акцијата тече одлично, екипата ни е од Министерството за здравство од Скопје, од трансфузиологија. До крајот мислам дека ќе надминеме бројката што ја имаме зацртано и за реализирање. До крајот на годината планираме да спроведеме уште една крводарителска акција. Ќе биде мислам дека на почетокот на 11 месец. Така ни е по плану и програмата. За оваа година мислам дека ќе ги реализираме сите акции. До крајот на годината е планирано во просториите на полициската станица Кочани да биде спроведена уште една крводарителска акција, која што според планот и програмата ќе биде реализирана во месец ноември, а можно е спроведување и на уште една воредна акција за дарување крв од страна на полициските службеници.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.